Состојбата со Преспанското езеро кое забрзано старе е алармантна. Заселените антропогени притисоци во регионот подржани со климатските промени се одразуваат негативно врз водениот екосистем, како врз квалитетот на водата, така и врз биодиверзитетот. Директорката на Хидробиолошкиот завод Тасевска потенцира дека неопходен унифициран мониторинг од македонска, грчка и албанска страна за да се спаси овој екосистем. Сите три земји се соочуваме со истите проблеми. Неконтролирано искористување на водните ресурси, без разлика дали се работи за наводнување или од други потреби, неконтролирано искористување на агрохемиски препарати во производството на земјоделските култури и овоштарниците, секако проблемот со испуштање на нетретирани отпадни води во самиот реципиент Преспанско езеро и ред други закани кои што мора навремено и соодветно да се третираат од сите три страни. Со повлекувањето на нивото на Преспанското езеро се зголемува и бројот на инсекти кои може да бидат причина за некои заразни болести кои не биле карактеристични за овој регион. Процентот на малигни заболувања не е нешто над просечниот број на малигни заболувања на ниво на републиката, некаде се движи околу 250 годишно. Здравискиот институтот за јавно здравје вели дека главна цел е превенцијата, но неопходно е заселување во инспекцијскиот надзор и поголеми казни. Значи, иако ние како Институт за јавно здравје основната цел е превенција, сепак, значи, граѓаните се тие кои што ќе одлучат дали ќе ги применуваат тие мерки или не, но сепак треба, мислам, да имаме засилување во однос на законската регулатива. Од секторот за животна средина од општина Ресен пак настав дека се преземаат мерки. Ренџерска служба врши превентивна заштита на водите, се врши мониторинг, анализи и подигнување на јавната свест кај населението. Согласно тоа што ни ги дава како резултати од извршениот мониторинг, препорачуваме одредени мерки, активности кои произлегуваат од планот за управување со споменик на природа Преспанското езеро. На панел дискусијата Здрава средина, здрав живот беше посочено дека неопходна е заедничка акција која ќе трне пред се од самите граѓани, а ќе ја продолжат институциите од локалната и од централната власт. Нина Ритоновска, Сител телевизија.